Струмичанецот Стојан Витанов е конзуларниот кореспондент од италијанската амбасада, со кој се сретнал лидерот на СДСМ Зоран Заев, поради што беше одложено судењето за предметот подкуп, објавува Дневник. Како што наведува весникот, конечно е расчистена дилемата и според објаснувањата што ги добиле од амбасадата, станува збор за лице што не било вработено во амбасадата, туку е така наречен конзуларен кореспондент, чија основна функција е олеснување на конзуларните услуги што се на располагање на италијанската заедница во Македонија. Во персоналот на амбасадата на Италија во Скопје всушност не постои функцијата конзул. Со амбасадата соработуваат на доброволна основа и без финансиски надоместок двајцата конзуларни кореспонденти, што е предвидено од страна на Министерството за надворешни работи и меѓународната соработка со Италија. Тоа се Стојан Витанов во Струмица и Зоран Ристевски во Битола. Тие не се вработени ниту се репрезенти на амбасадата. Немаат никаква моќ, дури и оние ограничени што се препишуваат на конзулите или на заменик почесните конзули. Според нашите информации, господин Витанов се сретнал со лидерот на СДСМ Зоран Заев на 20 декември минатата година. По ваквиот развој на настаните се огласија од ВМРО ДПМН. Велат дека се покажало дека лидерот на СДСМ Заев се користел со лаги со единствена цел да го одоговрекува почетокот на судењето. Апелираат судот да не дозволува повеќе да биде манипулиран. Вистината на крајот покажа дека Зоран Заев неоправдано го одложувал своето појавување во судот затоа што наводно имал некаква средба со извесен Стојан Витанов, лице што не е вработено во италијанската амбасада. Инаку ден по одложувањето на рочиштето, од СДСМ испратија соопштение во кое тврдеа дека станува збор за недоразбирање, односно дека погрешно била разбрана правата верзија на Заев, според која бараше одложување на судењето поради наводна средба со италијанскиот амбасадор. Откако ова беше лично демантирано од амбасадорот преку неговиот Твитер профил, од СДСМ потоа рекоа дека Заев имал средба всушност со представник од амбасадата, во случајов со конзулот. Случајот подкуп, за кој пријавата беше поднесена уште во март лани, во декември беше одложен по 6-ти пат, а 7-миот обид да започне ќе се направи кон крајот на јануари. Во него Заев е обвинет дека како градоначалник на Струмица барал мито од бизнисмен.